Значи видов дека тие нивни итри и лукави аспирации што ми беа предложени имаат тесна врска со моите мудри и тајни планови, па затоа многу вешто ги модифицирав со цел своите македонски намери да ги прикријам зад нивните алчни, зад нивните лакоми панелинистички интереси. Колку сето тоа успеав да го преточам во полза на македонската политика, се покажа во 346-то лето, во така наречената Света војна, кога ја опустошив Централна Грција и не кренаа глава 10 години. Ги натерав и фокијанците да капитулираат. Бев прифатен во нивниот амфиктионистички табор како единствена и неприкосновена сила. Веднаш потоа стекнав доминантна позиција и во Тесалија, станав архон на Тесалиската лига. Во меѓувреме, Демостен обилно ми помагаше со неговата антимакедонска пропаганда, со неговите итри, алчни и лукави и воглавно дрвени филозофии. И бидејќи раководењето на грчката политика беше во негови раце, тој, Демостен ја вовлече Атина во војна. Во интерес на моите големи македонски планови, не за друго, и покрај сите провокации, јас колку е можно настојував да го избегнам судирот со Атина. Со крајно внимание и трпение се обидов по пат на дипломатски преговори да постигнам миролюбиво решение. Но и покрај тоа што Атина беше благовремено известена за моите операции кај Херсонес и кај Босфорот и за сите последици што можат да ја снајдат, сепак војната изби. И така, на 7 мегателион во 338 лето, во нашата стара, славна и древна македонска епоха, во Бујотионската рамнина, кај Цефис, во близината на Херонеја, се случи една голема и решавачка битка во која целосно ги поразив комбинираните сили на Атина и на Тива. Со тоа, политиката на Демостен падна во вода, доживеа целосен крах, голема катастрофа и беше изложена на голема критика. Бидејќи опијанет од неговите итри, од неговите алчни и лакоми панелинистички интереси, не ги зеде предвид вистинските факти и можности. Единствената, но и најголемата полза што грците извлекоа од овој пораз е тоа дека не може никогаш да се роди силна и супериорна држава без борба. Не може. И ден денешен на државните гробишта Керамикос во Атина со емоција се читаат стиховите испишани на гробовите на оние што паднаа кај Херонеја. О, време! Ништо човечно не може да ја сопреглеткава. Затоа кажи им на тие што доаѓаат по нас, каква несреќа може да ги снајде и како ние, борејќи се на Бујотијанската историска рамнина, за да ја спасиме нашата света Елада, бевме поразени, понижени и погубени од Филип II, царот на македонците. Па добро, да ги прашам денешните македонски раководители, историчари, професори, научници, академици, дипломати. Грчки крал ли сум јас, како што напишале во весникот Нова Македонија во 1983 лето во нивнава ера. Ако бев грчки крал, што барав да војувам против грците?
својот народ ли го тепав јас кај Херонеја? Немаат ли глави да просудат, да размислат, може ли еден македонски цар, еден македонски монарх толку да го понижи, да го обезличи, да го обезвредни, да го исплука, да го извалка, да го изгази и да го распродаде својот народ и својата држава? Не, не, не! Тоа може да го направи само еден изроден вазал и никој друг. Чеда мој македонски, поколение моје неопулено. Значи да повториме, да се подсетиме, да расчистиме. Јас, Филип II, македонски, на 7 мегателион, 338-то лето, кај Бојотионската рамнина, кај Цефис, кај Херонеја, војував против Атина и Тива, против грците. Офанзивното лево крило и командувањето со коњицата му ги доверив на мојот син Александар, кој беше уште мал, само на 18 лета, додека дефанзивното десно крило го предводев јас. Младиот Александар ја нападна светата чета на тиванците, додека јас лично, неговиот татко Филип, очи во очи со атињаните, ја предводев славната македонска фаланга.